Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Продолжува напнатоста на Блискиот Исток. Во Бахрейн погреби за жртвите во демонстрациите против властите. Во Либија 24 загинати во противвладините протести. Во Вашингтон председателот Обама се сретна со најпознатите технолошки лидери во САД. На почеток вестите. Илјадници се собраа во близина на главниот град на Бахрейн Манана, на погребите на жртвите од вчерашната рација на полицијата против владините демонстранти. На собраните, од кои неголемиот дел муслимани шиити, скандираа слогани за смена на владата со која раководат муслимани сунити. Најмалку 5 лица загина, 200 беа повредени во акцијата на полицијата. Армијата забрани јавни собири. Организацијата за човекови права Human Rights Watch тврди дека либиските сили за безбедност убиле 24 лица во вчерашната акција за време на противвладините протести. Watch се повикува на сведоци според кои полицијата отворила оган во обидот да ги растури протестантите ширум Либија. Судирите избија кога противниците на лидерот Моамар Гадафи повикаа на протести на национално ниво, означени како Ден на гневот, инспирирани од востанијата во другите арапски држави. Илјадници верници на утринските молитви скандираа повици за погубување на иранските опозициони лидери Мир Хусейн Мусави и Магди Каруби, спроти закажаниот провладин собир за денеска. Верниците бараат ваква казна за нив поради тоа што сметаат дека предизвикале бунт со последните демонстрации за реформи во земјата. Мусави и Каруби загубија во претседателската трка во 2009 против Махмуд Ахмединеджад и се наоѓаат во куќен притвор. Американскиот претседател Барак Обама именуваше еден од своите најголеми деловни критичари во неодамна креираниот Совет на Белата куќа за создавање работни места и конкурентност. Пол Отелини, извршниот директор на Intel, во септември го критикуваше Обама за политиката на економски опоравок. Вчера Обама се сретна со 12 главни технолошки лидери за соработката на владата и бизнис заедницата во јакнењето на економијата. Дали грижата за растечките цени на бензинот и загадувањето конечно ќе доведе до револуција на возила на алтернативни видови на енергија? Електричните автомобили во четврта брзина. Се поголем интерес за возила без бензин во САД. Во годишното обраќање пред Конгресот и нацијата во јануари, председателот Барак Обама ја предизвика автомобилската индустрија да се префрли на возила кои ќе возат на електрична енергија. Со поголеми истражувања и поттици можеме да ја прекинеме зависноста од нафта со биолошки горива и ќе станеме прва земја со 1 милион возила на електрична енергија на патиштата до 2015. Пораката одзвони како ехо низ халите на саемот за автомобили неодамна одржан во Вашингтон. Голема лепеза на домашни и странски возила беа изнесени на изложбата, меѓу кои и нови, така наречени зелени автомобили, кои не ја загадуваат околината. Хит на саемот беше Chevy Volt. GM се надева да има повеќе од 10.000 автомобили на патиштата во САД и уште 45.000 нови до 2012-та. Ова е главниот уредник на журналот Зелен автомобил Рон Коган. Технологијата е прва класа, се полни за 3 до 4 часа, што е многу покусо време од конкуренцијата. Джеф Пармет во својата гаража има паркирано Волт. Вели дека е презадоволен од перформансите на автомобилот. Го купив автомобилот зашто цврсто верувам дека треба да направиме чекор напред во правец на намалување на зависноста од странска нафта во превозот. Ова е мојот придонес. Пармет верува дека американците се подготвени да прифатат автомобили кои ќе трошат помалку бензин и ќе бидат во склад со животната средина. Како што ќе се појавуваат повеќе електрични пумпи за полнење со струја, ќе се намалува цената за таквите возила. Пармет е убеден дека на американските автопати ќе се појавува се поголем број на електрични автомобили. Изложбата на кучиња Вестминстер во Њујорк е најстаро шоу од овој вид во Соединетите Американски држави. Овогодишен победник е Хикори,
прв од својата раса во 135 годишната историја на настанот. Извештај за најславните кучиња во САД во 2011. Хикори, 5-годишна женка шкотски рт, го започна патот кон славата како најдоброто куче во САД годинава со фотосесија од врвот на облакотерот Empire State Building во Њујорк. Одгледувачите велат дека кучињата од оваа раса се одликуваат со тивко достоинство, подготвени да заборават нанесена повреда, а да запомнат пружена љубезност. Анджела Лојд, која адресира Хикори, е полна со пофалби за неа. Хикори има големо срце и тоа го покажува секој пат. Собственичката Сали Свит вели дека за секое добро куче е потребно огромно внимание од дресерот. Свит е благодарна на Лојд што не ја оптоварила Хикори со многу изложби. Со тоа Хикори беше одморена, не беше под стрес на другите изложби викендов. Оваа година беа изложени 2500 кучиња од над 179 раси и видови. Дојдоа од 49 американски сојузни држави и неколку земји од странство – Тајланд, Бразил, Словенија и Австралија. Сите имаат победено на други изложби, услов да се квалификуваат за престижниот настан во Вестминстер, кој важи за главната изложба на кучиња во САД. Да се биде сопственик на најпознатото куче во САД има своја цена. Собственичката Свит плаќа за дресерот, рекламите, патувањата, престојот и партиципацијата на изложбите. Но и се исплаќа од продажбата на подмладокот. Свит вели дека Хикори наскоро ќе биде оплодена и ќе се пензионира од понатамошни надпреварувања. А во понеделник во News Flash, луѓето ширум светот имаат подолг животен век. Ново истражување покажува кој и зошто ќе живее најдолго. Гледате во понеделник во News Flash. Во понеделник во News Flash, чекори што живот значат. Врската меѓу брзото пешачење и долговечноста. Гледате во понеделник во News Flash. Го гледавте News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме в понеделник.